Добро утро, уште еден ден на Радио Лидер, 8 часот точно време за еспресо со Златев и Боцевски, кој всушност подолго време е турско кафе. Ивице, добро утро. Добро утро. Ово утро имаме еден интересен гостин со кој што не само што ќе анализираме политиката, ќе ги анализираме и дел од општествените феномени во нашата земја кои моментално се случуваат. Добро утро за Петар Арсовски. Добро утро, Љупчевица. Комуниколог. Ти се извинуваме што сме вака рано. Не, на слушателите да им се извинуваме што сабајле за политика. Ама, види, на Запад има тенденција на сабајле да се... Од 6 до 9 се гледат. Сабајле од 6 до 9. Политика кај нас очигледно политичариве подоцна се будат и навистина ни е проблем да ги донесеме во 8 саат во студио. Најдобрите термини за радио традиционално се утрешните, сабајлешните термини, затоа што луѓето тогаш најчесто слушаат, додека се подготвуваат за работа, додека возат, особено на Запад, кај што комјутот, односно возењето до работа е подолго, слушаните емисии по правило се тие што се од 7 до 9 часа. Ние се обидуваме тука да... Ама штета у Скопје за 20 минути ден. Ама 20 минути може. Пак ќе не чуе Тарсовски. Вечер има протест Македонската православна црква. За прв пат во историјата на оваа земја црквата организира протест. Обично организираат лити, организираат некои верски церемонии и така натаму, нивните масовни собири изгледаат така, за прв пат протестираат. Прва, како гледаш историски восстанија организирале црквите на Балканот, да кажеш. Зборуваме по современа историја. Значи, во овој век. Во овој век. МПЦ организира протест против законот за родова еднаквост, во кој што така се предлага една реформа, која дури за европско тло е малку непознаница и во Европа нема такви закони, да може секој пред нотар да си го смени нели полот. Ако тука има две теми, едната е меритот на самиот закон, односно дали тој закон има смисла. Либералниот дел од електоратот би ви рекол да, затоа што право на секој индивидуалец да си отрени својата етничка припадност, својот пол, како се чувствува и така натаму и така натаму. Традиционалците би ви рекле дека тоа го загрозува традиционалното семејство и традиционалните вредности и прави нееднаквост помеѓу оние кои се трансродови лица и оние кои не се. Например, активна е таа дебата во Соединетите американски држави во моментот. Да, Пливачката федерација брануваше. Па и во Англија, да, например, Пирс Морган е еден од големите застапници на тоа дека таа трансродова слобода не треба да се прифати, зошто еден од неговите главни аргументи е еве да предпоставиме некој маж дека си го сменил на нотар полот. И сега се надпреварува во женска конкуренција, пливачки ги остави на пола. Се разбира. И дали е тоа во основа фер. За мене во однос на меритот на законот, прашањето е дали тие луѓе кои би се идентификувале како мажи и жени во нивната генетска предиспозиција ги нарушуваат правата на така наречените традиционалисти. Тие не бараат од другите луѓе да се идентификуваат како нив, ја бараат слободата тие самите себе да се идентификуваат. Има тука и други дебати. Пример, ако извршам јас тешко кривично дело, и ако отидам потоа на нотар да го сменам полот, по законите во Македонија ја би требало во женски затвор да служам. Така е. Тоа е исто една проблематика која веројатно ќе ја осетиме како општество. Мислам дека треба да се одвојат практичните последици од законот, а тоа е токму тоа, кој ќе ве прегледува на граница, кој ќе ви прави pet search ако сте трансродово лице, дали можете во иста категорија да се надпреварувате на спортски надпревари, например, и да се одвои меритот на тоа дека тие луѓе во основа, ако имаат право да кажат дали се македонци, албанци, срби, турци, власи, би требало да имаат право и да кажат дали се мажи или жени. Но тоа е делот од меритот на законот и тоа е дебата која не може да се заврши. Еден мисли едно, друг мисли друго. Не мислам дека таа е дебата која е конечна. Тоа што е поинтересно е овој феномен за кој зборуваше тие, тоа е дека црквата во Македонија првпат така отворено застанува во едно прашање кое во основа е прашање дали е секуларно или световно. И мислам дека треба да го почекаме исходот. Имам впечаток дека тој протест нема да биде мал, дека ќе биде масовен. Црквата јавно застанува во одбрана на една политика во моментот и тоа ќе донесе до дополнителни подолби. Ние сме општество кое е веќе длабоко поделено по сите основи
сакате етнички, сакате религиозни, сакате проевропски, неевропски, сакате политички и така натаму. Некако не наоѓаме заеднички лепак за општеството и некаква заедничка визија за тоа како сакаме да изгледа нашата држава за едно 5-10 години. Тоа можеме само заедно да го направиме, башка никогаш. И ова ќе донесе до дополнителни такви подобри. Радикалниот цврстиот став на црквата ќе ги радикализира и ќе го радикализира и либералниот дел на електоратот, така што јас очекувам дека таа дебата ни оддалеку не е завршена. Под притисок на предпоставената масовност на протестот, предлагачот на законот, во случајот владата, ќе биде во многу слична ситуација како повеќе пати досега, тоа е така наречено дупло гол. Ќе предложат еден закон за една целна група. Целната група која е засегната од тој закон ќе се побуни радикално и најверојатно ќе мора да го... Од владеачката СДСМ веќе рекоа дека тие не стојат позади овој закон, туку дека тоа се пратеничките кои го предложиле и дека тие поддржуваат дебата за овој закон и не рекоа дека ќе Многу јак став е. Тоа е, тие се социјалдемократи во основа, проекти припаѓаат на левиот спектар, природно би било да го поддржуваат. Законот иако што е право, либерал-демократите се оние и зелените кои во центар на политичка... Струмичкиот градоначелник кој влезе во еден отворен конфликт токму поради ова прашање. Да, секако. Прашање е сега дали пратеничките или СДСМ или кој да е предлагачот ќе се повлече под притисок од црквата и така истовремено ќе ги отуѓат и делот од традиционалниот електорат и делот од либералниот електорат. И затоа велам дупло голо може да се случи. Не мислам дека е дебатата завршена. Таа впрочем не е завршена ни во светот. Има многу последици кои тоа повлекува. Например, промена на пол повлекува прашање дали трансродова двојка, која формално е машко и женско, може да посвои дете. Дали можат да се пријават за инвитро? Дали можат да се пријават за сурогат мајка? Дали можат да стапат во брак? И така натаму, и така натаму. Едната мисла, сега јас да не сакам да преюдицирам ќе се обидам да бидам што е можно пообјективен, вели дека тие би требало да ги имат сите можни права да се идентификуваат како што сакаат, бидејќи нивното само идентификување не го спречува правото на другите луѓе да се идентификуваат како што сакаат. За абсурдот на работа еден наш слушател вели, па дали мене ми следува пензија кој чувам дека се чувствувам дека имам 67 години. Види, ова е легитимно прашање, ако Значи, кога веќе чувствата се во прашање, ако некој што е роден како биолошки маж може да се трка во женска трка, дај сите да се пријавиме дека има 67 години. па види, тоа се случува и со новиот закон за задолжително впишување на етничка припадност во изводот од матичната книга на родени. Оној кој е сега оспорен, мислам дека од левица на Уставен суд, колку што се сеќавам. А во меѓувреме Уставен суд рече дека по службена должност го презема случајот. Океј. Например, што е мотивот позади тој закон? Се појави еден феномен во последните години, луѓе да се пишат со етничка припадност различна од мнозинската, за да имаат предност при балансерот при вработување, особено во државна администрација. И се појави плејада на албанци, Може да го спречи тоа. Се пак може истото во извод. Идејата на овој закон е да се впише еднаш во матичната книга на родени и да не може да се менува. Тоа расизам више. Тоа е проблематично. Тоа е проблематично решение. Да. И сите бугари што станале читале книги, нели? У меѓувреме така барем зборуваат јавно. да, Не сите, голем дел, сега да не дискриминирам. Таква е изјава што подпишале на нотар во Бугарија. Дека тие сега се освестиле дека се Бугари. Значи, ако е статистичка операцијата за запишување на етничката припадност не е спорна, но мора да се дозволи правото на луѓето да го сменат мислењето. Значи, сега вие имате дете родено да речеме од мешан брак, македонско-албански, македонско-српски и така натаму. Од кај знае тоа дете до 18 години каква етничка припадност или каква етничка припадност се чувствува? Мора да има некоја слобода тоа некако да се менува, а при тоа валиден е проблемот дека луѓе запишуваат етничка припадност кој им помага практично при вработување. Видите, ние имаме квоти за други националности кои не се пополнети. Сека се пише босанец или влав и така натаму и автоматски, бидејќи нема конкуренција, во тој балансер има предност, така што во основа поделбите на општествата ќе продолжат. Не само кај нас, туку и на Балканот, вие гледате дека
што се случува во Грција, гледате што се случува во Шпанија, во Полска, во Германија. Во основа треба да се очекува едно движење кон десно во цела Европа. Дека ќе се премести политичкиот центар кон десно во цела Европа. И тоа не води до суштинската дебата, а тоа е кој е нашиот прозорец за реална интеграција во ЕУ, веќе после изборите за Европарламент во 2024 треба се очекува дека ЕУ ќе се врати на својата позиција прво реформи, после проширување. И се прашање таа позиција ние како ќе да чекаме. ФАЦ еден интересен текст, не знам дали го проследивте тоа, Ивица по-детално го проследи, така Ивица? Да. Имаше еден текст од Матенс, убав информиран текст, кој што се повика меѓу другото на една позиција која што ЦДУ и ЦСУ, конзервативните партии во Германија ставаат во процедура таму кај нив. Едноставна е работата, значи за ова сме зборували и со тебе и многу пати и многу често, значи он вели проширувањето е мртво, сега го додава тоа, не го викате вие. Меѓутоа вели дека опцијата која што става на маса е проширување на единствениот европски пазар за земјите од Западниот Балкан, Молдавија, Украина, Грузија и така натаму, и види по мене ако тоа се стави на маса, ние треба да сме луди тоа да го одбиеме. Некај треба да се потпише. Да, кај треба да се потпише. Не, добро, сте го одбити, текно понека гордо. Знам текстот. Мартин Свели, проширувањето беше и останува мртво. Да. Така, поради војната во Украина ние сменивме нешто од реториката, ама во основа интересот не се мина. Не сум сигурен дека баш така. Факт е дека војната во Украина го зголеми апетитот на ЕУ за проширување, барем појавно. Тоа што Молдавија, Грузија и Украина се разговара за нивна апликација за ЕУ, за статус кандидат, за почеток на преговори, е нешто што ние пред 2 години не можевме да го замислиме, видите, реално земите не се спремни. Исто како и ние што не можевме да замислиме, уште бугарите да ни останат, така е, за да почнеме преговори. Така е, и впрочем, Бугарија, Романија, Унгарија не беа спремни кога станаа членки на ЕУ. Бугарија, Хрватска, знаеш се. Ајде да речеме дека со Хрватска гамбитот се исплател. Бугарија кога се кандидираше за членство во ЕУ, а мислам дека и во текот на преговори, нема фаќа за збор, се уште имаше валутен борд. Да, точно. И се уште не си ја контролира сопствената валута како што треба. А позицијата на ЕУ, односно на земите... А сега ја контролираат, едва чекаат да се ослободат од контрола. Да тргнат и да се префрлат на евро. Види, позицијата на ЕУ јас ја разбирам. ЕУ вели, основа, ние имаме проблем со земите што ги примивме, а не заслужуваа да бидат примени. Не беа политички зрели да бидат примени. И сега, заради тоа, што ни се случува? Поради методот на одлучување консенсус, ние за секој буџет во ЕУ, за секоја посериозна одлука, треба да се расправаме со банана држави како Бугарија, Романија, Унгарија, Полска, кои на секоја кривина не дочекуваат со уцена за правење консенсус, а во основа ја третираат ЕУ како банкомат на секоја одлука. И ние уште не сме влегле и ја третираме како банкомат. Не заборавај дека дека со таква една незаслужено политичко членство 30 години ние се бавиме. Во Македонија доктрината е дај да имаме пристап до банкоматов. Не е доктрината да придонесеме да го полниме со пари ние. Ама ако може индивидуално. Дел од ЕУ е согласна на тоа. Ни помалку им се проблем парите. Значи цела Грција е изградена со фондови од ЕУ, кои потоа на секои 10-15 години ЕУ им ги простува. На ЕУ и одговара развојот на јужните пазари со фондови кои ќе станат неповратни, тие ги даваат со идеја да бидат вратени, но брзо стануваат неповратни затоа што се зголема куповната моќ. И потоа ЕУ извезува и така ги враќа парите од оние економии кои ги... А и за структурните кохезивните програми се нивните компании фактички се крајни корисници. Така, голем дел од структурните фондови се враќаат во консултантите, земите, компаниите кои градат и така натаму. На крајот, ЕУ вика вака, ние шанса нема да примиме нови банана држави, кои само ќе го засилат, уцената при овој модел на одлучување консенсус. И тоа брзо ќе дојде. Овој транзиторен апетит за проширување, особено со земите од Западен Балкан, заради безбедност. Јас слушнав една работа да потврдам ова, дека, например, во овој дел, да ги врземе првиот и вториот дел од емисијата.
Значи еден многу сериозен дипломат од конзервативен ликот, меѓутоа од себе, од Холандија, ќе кажем од каде, ми кажа, вика, знаеш, вика, што е во моментов на кај еден дел од моите колеги проблемот, вика. Што е верно проблемот? Или лизна работата кон овие права што ги зборевме на почетоков, не знам, ЛГБТ, трансджендер, манджендер, не знам, дискриминација и така натаму. И вика, одеднашка, вика, тој круг на луѓе што го застапува тоа, се вика, чекаве. А прием, вика, на Западен Балкан во ЕУ. Значи, дека имаме 6 нови Унгарии и Полски. Што ке ни се? Имено. И само еден сегмент. Тоа е стравот на земите членки, земите основнивачи на ЕУ. Кои велат, ние сакаме да се смени моделот на одлучување, значи ние да примеме нови членки, ама ние да одлучуваме, а не тие, новите што ти ги примеме. И тоа е нормално. И јас мислам дека тоа доаѓа после изборите во 2024 за Европарламент. Но тоа велат многумина дека ќе уништи суштината на постоење на ЕУ. И тогаш постои огромна дебата дека можеби овие земји кои нема да бидат рамноправни во ЕУ, дека можеби тие ќе бидат своевидни, искрен да кажеме, имаме закан дека ќе бидеме колонии на овие земји од ЕУ. Океј, таа закана е, не знам колку ми пречи тоа, нека ги дадат тие структурните фондови, да имаме ние пристап до заедничкиот пазар, дали ќе не третираат, дали например Македонија ќе има еврокомесар за проширување во наредните 10 години. Не знам дали многу ни значи нас во оваа политичка ситуација. Како се вика што нешто го смислија за Хрватска за мултилингвизам. Да речеме комесар за мултилингвизам. Во основа што е предлогот на маса? Две траки се. Едната е дали ќе успее ЕУ да се реформира со новиот модел на одлучување до пристапот на новите земји членки. Тоа е тешко бидејќи за промена на моделот на одлучување треба основните повелби да се отворат. Тоа знаете како тоа треба да помине у сите национални парламенти. Тоа е процес од најмалку 5 години, кој имал избори, кој немал избори, кој можел да создаде политичка клима, кој не можел. Кај бойкотирале, кај не, тоа не се знае. Ирска мора референдум. Да, тоа не се знае. И втората опција е, ако не се менува моделот на одлучување, да отворат втор круг како предпристапен круг, а тоа е пристап до заедничкиот пазар, пристап до заедничкиот пазар на стоки, не идеја што значи тоа. Укинување граници, слободно селење во земјите на ЕУ и така натаму, без дел од правата. Без право на вето, без право на еврокомесар, имам. Нема, тоа е кај земјите, кај граѓаните сите права се. Кај граѓаните сите права. Кај фирмите се сите права. Ако е ова вака како што говорите, а верувам дека е, затоа што сите анализи, сите сериозни светски медиуми во овој правец ја движат работа, прашањето е па зошто сега ние брзаме да го отвараме уставот и брзаме да ги почнеме преговорите. Вистинско прашање е тоа. И е многу валидно. Дали ние треба да почекаме да се заврши, да се договорат што ќе прави. Јас лично, ја имам тука една малку порадикална позиција. Јас мислам дека за сите можни сценарија отварањето на поглавијата е подобро за Македонија. Што? Процесот они додека се мислат што ќе прават со себе, подобро е да го дочекаме со отворени структурни фондови и со поглавија. Нас во основа што ни треба? Ние имаме проблем што ние очигледно е дека домашен капацитет за реформи какви што се потребни не сме успеале да создадеме во последните 20-30 години. Од мандат во мандат, без оглед која влада, некои ситуации упорно ни се влошуваат. Состојба во правосудство, корупција, транспарентно трошење на јавни пари, испорака на сервиси на и така натаму и така натаму. Много е важно, пример, во време на ВМРО ДПМН човекови права биле поголем проблем. Сега тоа малце се подобрило, ама корупцијата станала уште полоша и така. Да речеме дека варијации на тема. Еквилибриум. За нас е многу важно додека се премислува ЕУ, парите да течат на кај нас. Структурните форми да постојат, да можеме да изградиме автопати, да можеме да изградиме нови болници, нови градинки и така натаму. Бидејќи структурните фондови кои автоматски се отвараат со поглавијата се 7 пати поголеми од предпристапни фондови кои ги имаме сега. Значи ако сега имаме 700 милиони, тоа ќе имаме 4 милиарди. Годишно? Годишно. Тоа е дуплирање буџет. Значи за така нешто за такви суми. Ама финансиите на ЕУ се фиксирани. Добро, во буџетот на ЕУ структурните фондови кои се наменети за нас се тие. Сега ние може да не искористиме ништо тоа. Не, ама нема. Може да не знаеме да го пополниме прашалникот. Не, добро, сега ги нема. Зборам, ако ги има, да. Сега ги нема, сега сме со додека не. Тоа е првото. Второ, за оние проблеми кои не се врзани за символичното пристапување за ЕУ, тоа е владење на право, здравство, образование, нема бољи ремонт од тоа да ги почнеме преговори.
Зашто таму чаптер по чаптер, точка по точка се знае точно што треба да се менува. Тоа е второ. И трето. Тврдам дека и за една кавга со Бугарија. Ние не знаеме Бугарија како ќе се однесува. Сега има некаква влада, па Радев стана порадикален. Утре може и таа влада ќе побудали па ќе каже тоа што сме биле фини до сега и тоа што сме поуште више не важи. Тврдам дека за Македонија е подобро и за една кавга за Бугарија да ги има завршено уставните измени, да ги има отворена поглавија. Таа позиција е секако појака. Четврто. Се додека сме надвор од процесот, ќе има се повеќе бугарски пасоши. Тоа треба да сме јасни. Ние бугаризацијата од која се плашиме да низ процесот на ЕУ, таа се случува преку бугарски пасоши. Се разбира дека е будалаштина тезата на Бугарија, дека тие луѓе што земале бугарски пасоши во Бугарија, македонци, се бугари. Значи бугари се тие 3500 што се изјаснуваат на попис дека се бугари. Илјадници и десетици илјади бугари земале германски пасош пред Бугарија да стане членка на ЕУ. Не станале германци. Тие кои ќе се вратат во Бугарија, белки на попис не се попишуваат како германци. Види, ма треба да објасниме дека суштината на преговорите е единствениот пазар што го зборуваме, што ни го наднудат. И тука сме горе-долу спремни. Она што нашето општество сака да го промени, нема врска со европскиот пристапен процес. Што го зборувавме пред емисијата. Здравство, например, има еден пулт, или кој ќе се влезе во болница. Го нема тоа. Нема тука европско аки. Европска унија не интересира тоа. Тоа е прашање на внатрешна реформа. И сега работата е... Исто корупција, колку може корупцијата да се среди преку преговарачкиот процес со ЕУ, преку примерот на Бугарија видовме дека... Па не само Бугарија се... И Грција претходно. Па Италија, Португалија, се една друга Олаф, овие што се знаеш за каде најдоа па највеќе пари во оној период најдоа во Шведска и во Холандија. Сега што не важно дека се некои високо коруптивни земји. Значи, окей, може да се согласиме да не се согласиме по тоа прашање. Јас, моето лично убедување е дека нашите политички елити ќе се однесуваат поодговорно ако има шумар. Односно, ако сме кам шекарот на заев. Ако имаме отворени преговори, ако така наречените твининг програми, пазете се работи за илјадници консултанти кои седат во сите сектори и гледат како се спроведуваат реформите. Но ние сме свесни, ние гледаме дека единствениот помак кој се случува од последниве неколку денови е под изјави на меѓународни представници за судски случаи, за коруптивни сделки, за корупција, црни листи, се од надвор се дешава. Никој од внатре не зема да го... Ама чека се, ама од друга страна па види сега. Од друга страна во моментов најтешкото нешто што тежи врз нас коруптивно, оној непосредниот договор Бехтеленка, па не слушаме ништо од тие меѓународни представници. Слушаме Европската унија прилично, делот со европското знаме се ЕУ го дефинираше. Исто така за Соравија нешто тишина. Соравија малку мал случај за оваа работа и веројатно како мал случај немој така мал случај, знаеш. Види се. Ние можеме да влеземе во дебата дали меѓународните представници може да се бават со индивидуални случаи. И тука е секако е дебатата околу последните изјави на австрискиот амбасадор врзани со вчера беше тоа главна тема. Со поединечни фирми, со поединечни имиња и така натаму. Тој отворено кажа дека судски спор против една од фирмите на фамилијата Заеви не се води по правила и дека судот им прогледува низ прсти и нотари и така натаму на фамилијата Заеви кој наводно според неговите тврдења оштетиле австриска фирма за 4,5 милиони евра. Ние може да разговараме за тоа дали амбасадорот, штитејќи ги легитимно интересите на домашната фирма, требало да споменува поединечни случаи и поединечни фирми. Да речеме дека е тоа прашање на дипломатски бонтон, тука Ивица знае повеќе. Не е дека не може. Може. Ниту па може да биде гонет по македонски закони за кажан збор, бидејќи има дипломатски статус. Ниту пак тоа сам го казал, веројатно инструкција од неговото МНР. Но јас не имам впечаток дека тоа потврдува мојата теза дека сите сензибилизирање на јавноста околу проблемите кои се случуваат помеѓу другото во правосудството, во борбата против корупција, по основа се инициирани од меѓународната заедница. Исто и холандскиот амбасадор па вчера во серија. Кај се парите, видите што правите со ова, австрискиот амбасадор претходно, американската амбасадорка неколку пати за случаи на корупција, ставање на црна листа, гледам дека целото разброичкување во основа автохтоно потекнува од представниците на меѓународната заедница. Па се прашувам,
Дали ние оставени сами на себе, затворени во собата како мали деца без шумарот, извини, да не си ги ископаме очите, а нигде да не стигнеме. И затоа ми е тезата дека за нас сепак најмногу одговара како знаеме да ги почнеме преговорите и покрај нашите најдобри напори. Ова е легитимна теза, само што кога доаѓа од тебе немам проблем да ја чуем оваа теза, но кога доаѓа оваа теза од политичари кои претходниот ден и следниот ден биле вмешани во корупција и потоа како флоскула ја повторуваат, тогаш навистина имам проблем со тезата. Затоа што затоа што политичките елити нешто што го прават тоа во полза на својата политичка агенда. А јас навистина сакам да се разбричкаат сите политички елити, затоа они сакаат нека нивните случаи да се отворат. Ова е симптоматично со амбасадорите. Искрен да бидам и покрај тоа што нели ние имаме, како да ја наречеме, критички кон оваа власт уредувачка политика, малку ме навреди оној коментар на холандскиот амбасадор дека кај нас е проблем менталитетот. Малку ми делува тоа, искрено расистички кога ќе се спомне менталитет. Моментот кога ќе спомнеш менталитет, територија, овој народ, тој е еуфемизм за нешто е нерешливо и дека вие сте поинакви. Се не сме поинакви. Океј. Таа е биологијата. Се согласувам дека може би е груба изјавата и може да звучи навредливо. Сакам да ви кажам, ние спроведуваме за неколку меѓународни проекти големи истражувања за корупција. Прашање. Дали сметате дека во Македонија има корупција? Апсолутно да, 85% од испитаниците. Дали вие лично сте се сретнале со корупција? Значи, дали ви било побарано мито, дали сте биле во ситуација да треба да дадете мито или да побарате услуга или не? 40%, 37% да, пола. Од тие 37%, дали кога ви било побарано мито или кога сте пријавиле? Не. 2%. Сум направил нешто. Значи, не е дека холандскиот амбасадор кога вели менталитетот влијае, може би е вкупното политичко обкржување. Може би е политичко обкржување на неказнивост. Може би е политичка култура. Политичка култура на страв да пријавиш и така натаму и така натаму. Но факт е дека во Македонија, предпоставам дека истата ситуација, Србија, Косово, Босна, Грција, Бугарија, сигурно. Многу мал дел од луѓето системски се спротивставуваат на оваа системска корупција. 500 денари на шалтер за документ и така натаму. Таа корупција го јаде ткивото на државата, бидејќи кај државните службеници. И таа е најголем проблем. Не гледам дека... Нели поголем проблем е оваа корупција, дете од 20 години зема 40% имот. се види. Неспоредливо е. Сега кафе што си донел таму на некој... Или бомбонјера за докторот. Да. Сега Тоа е граничен случај, пред тоа бомбонјера, тоа е и тука е културата. Ама не е тоа корупција. Меѓутоа 40% имот добива дете затоа што има специфично презиме, а феудализмот е укинат со Француска револуција веќе. Океј. Ајде вака да разговараме. И тука имаме различни ставови, се разбира, затоа сме тука студија, имаме различни ставови. По мене, полесно се искоренува корупција каде на 5 индивидуални случаи има 100 милиони евра. Не мислам така. Бидејќи се фокусираш како снајпер на тие. Потешко се искоренува корупција на стотици илјади граѓани кои даваат бомбонјера, кафе или 50 евра. Потешко се искоренува. 50 евра. Што ќе правиш? Ќе распостелиш ли полиција на сите шалтери? Како ќе извадиш, како ќе се прегледаш? Како ќе извадиш извод од матична книга на родени? Како ќе извадиш имотен лист? Но трагично е и тоа нашата борба е и против високата корупција. Трагично е како во голем дел од случаите и завршуваат нели тие борби против корупција. Ние видовме еден дебакл на СЈО да во моментов ниту еден од тие милионските скандали, сем Гордана Јанкуловска, која е во затвор, не немаме ниту еден крупен нели политичар од тоа време да е во затвор. Од друга страна, продолжија тие случаите, нели двајца генерални секретари на владата паднаа под обвинение и така натаму, заеднички за двајцата е што веројатно ако идеме во ресторанот од спротива на доручек после оваа емисија, ќе ги видиме таму како слободни луѓе, додека некои за многу поситни дела дремат во притвор. Не се секирај. Дебаклот на СЈО поише ме погодува мене него тебе. Сакам да кажам, Ама не само СЈО, и делот после СЈО. Исто е, имаме
принципна неказнивост за високата корупција. Знаете? Јас само сметам дека притисокот кон искоренување на корупција треба да почне од оздола кон нагоре. Не велам дека ние треба да ги простиме случаите на висока корупција, но тие се сепак полесни за спроводње. Вие во моментот Саркози е под истрага за нелегално финансирање партии. Во Германија неколку политичари. Шредер помеѓу другото. Не, во Германија има традицијата одамна, не е тоа од сега. Значи, да. Мене повеќе ме пречи што обичен човек оди да заврши обична работа и не може да ја заврши. Зошто? За една масовна системска корупција. Мојот пристап би бил дека таа треба да се искоренува од оздола нагоре, а не од озгора надоле. Затоа што џабе вие ќе ги спасите големите меѓународни компании од висока корупција, ако граѓаните продолжат да се соочуваат со неа на системско ниво. Само се работи за пристап. Не велам дека едното е дека едното треба да се жртвува за другото. Ма добро, јас Одиме со пауза за реклами. Точно половина час разговараме. Одличен разговор ово утро на Радио Лидер. Почитувани слушатели, останете со 107,4. Стиснете subscribe на нашиот YouTube канал доколку не следите подоцна. Одиме сега со краток блок на реклами по кој се враќаме со вториот дел од емисијата да видиме каква е ситуацијата внатре во политичките партии во земја. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер со нашиот гостин Петар Арсовски. Арсовски опозицијската ВМРО ДПМН, лидерот на партијата Мицкоски, 20 подпредседатели Муцунски и Николовски беа во Брисел и од Брисел Мицкоски испрати една порака дека тој бил кодошен од страна на владата и дека владата барала од европските представници да го да го притиснат ВМРО ДПМН за уставни измени. Ова негова изјава, добро, ние се шегувавме пред емисија, па што очекувале, но прашањето е дали во овој момент ЕУ има механизам, сила да го убеди ВМРО ДПМН да ги поддржи овие уставни измени? Не. ЕУ во основа по долго време, уште од договорот со Преспа, се покажува релативно импотентна на Балканот. Во недостаток на механизам, тие велат дека е тоа заради консензуалното одлучување, во недостаток на механизам и сила да ги притисне непринципиелните нивни членки да ги почитуваат човековите права на македонците и во Бугарија и наоколу, да речем, имаше еден интересен пробив во Грција со отварањето на Институтот за македонски јазик во Лерин, што е добар пример и е за поздравување. Сега пред висше обвинителство, на пониско обвинителство поминало, на висше обвинителство грчкиот висше обвинител бара забрана. Но секако е потек кој беше незамислив допред Преспа. Кај Бугарија тој проблем поистакнат, особено со пресудите во Страсбург. Но да се вратиме на политичката сцена. Знаете како? Апсолутно е вистина дека владините представници, владеачката коалиција од Брисел бара да е притиснат опозицијата за уставните измени. Тоа не треба да го изненадува Мицкоски. И апсолутно дека Мицкоски не треба да биде изненаден што пораките од Брисел се завршете ги уставните измени и отворете ги поглавјата. Негова политичка проценка е дали тој може да најде начин да влезе во таа политичка приказна или не, и која е цената која за тоа евентуално ВМРО ДПМН ќе ја плати ако не скокне на тој воз. На крајот на кариштата, јас мислам дека вреди тој разговор, тука може и да не се согласиме, и што е уште поважно, јас не мислам дека таа тема ќе ја снема после изборите. Мислам дека ќе остане. Бидејќи ние во моментот имаме една чудна ситуација. Ние не зборуваме основа стравот кај македонскиот електорат кој е. Колку што го разбирам јас, може погрешно да го разбирам. Прифаќањето на уставните измени значи вовед во бесконечна листа барања од страна на Бугарија. Да. Тоа е теза која ја имам Ивица. Не, ја верувам во тоа. И тоа се потврдило до сега како е емпириски. Сега. И ние заради тоа велиме, окей, ние сме спремни да разговараме за уставните измени, ако вие ни дадете писмени гаранции, некакви, дека нови барања нема да има. И пораката на Шулц е во таа насока, охрабрувачка, без писмени гаранции и така натаму. Но пораката на Шулц е дека тој вели дека не треба да има
Не треба да има Он нови не вика билатерални. дека Дали еве он мислите вика, он не вика дека нема. на граѓаните не би им пречело утре како власт ВМРО ДПМН да ги направи овие уставни измени, знаејќи дека веројатно доколку има такви понатамошни уцени, ВМРО ДПМН е многу поадекватно ќе се справи со нив во однос на Бугарија, во однос на тоа што би се справил СДСМ. И дека дури и на електоратот не му е проблем после избори да се донесат овие уставни измени со ВМРО ДПМН како власт во земја. Да бидеме најасно. Уставните измени не се Вака како што се сега? Ја не согласувам. Вака што е разликата? Вака како што е сега, ја не гледам разлика, што е. Ти си само еден од електоратот. Па не е така се. Само да се разбереме за што разговараме. Ние не разговараме за идни барања. Ние разговараме дека ние ги одбиваме барањата кои сега се на маса. Барањата кои сега Македонското собрание, со или без опозицијата, ги прифатило. Ние не збориме за идни. Да, но со ние викаме множество- сегашниот не, список чекайте. барања за нас е неприфатлив. Можем ли јас, затоа што вие сте биле отсутни, да земам обврска и потоа кога вие ќе влезете, таа обврска да се Мене ми однесува се за вас? случува секој ден во зграда, одлучуваат без мене со мнозинство. Зашто треба да се плати за кров, за лифт Во и така конкретниот натаму. случај променен устав е со 81. Требаше со 81 да помине тоа, не со 61. Океј. Има- Јас има моето еден мислење за сериозен уставните проблем. измени го знаеш. Да, го Јас знам. мислам дека Да сте го полемизирале на и така натаму. Прашањето е сега, кои се опциите пред ВМРО да помене? Вчера имавме една интересна дебата со Миле Коле на 24 вестник. И прв пат ВМРО има јасна позиција. Они викаат вака. Колку што го разбрав јас. Мислам дека правилно разговарам. Ние ќе побараме промена на сегашната преговарачка рамка. Ние сегашната преговарачка рамка не ја прифаќаме. Океј. Тоа звучи како план. Барем е чиста позиција. Ние не ќе пробаме уставните одложено Да, и но така што само на тоа би ви одговорило, не е можна промена на Не е преговарачката. точно дека не е можна. Апсолутно е точно. Промена на преговарачката рамка е можна во две околности. Првата околност, која е за нас по мене по-ризична, е унилатерален прекин на преговорите. Не видиме. Сегашната преговарачка рамка не ни одговара. Ги прекинуваме преговорите и преговараме за нова преговарачка рамка. Тоа е првата опција. Втората, имало случаи кога преговарачката рамка се менувала во тек на преговорите. Што е тука проблемот? Проблемот е дека промената на преговарачката рамка е гамбит. Вие ќе отворите преговарачката рамка, така велите, окей, сакаме да се смени, но таа се отвара автоматски за нови барања од Бугарија. Може Джуманджи да ви излезе од Може да ви искочи Джуманджи и така натаму. И мислам дека во таа насока е втората порака на Шолц, кој вели, ова е најдобриот дил што треба да го очекувате во догледно време. Океј, во основа, јас не знам што ќе одлучи ВМРО ДПМН. Тешки се изборите и за едната и за другата политичка партија. ВМРО ДПМН е притиснато од својот електорат и од притисокот од десно од левица. Очигледно е дека политичкиот центар ќе се преместува кон десно и дека ВМРО ДПМН уште потешко ќе може да направи пробив кон центар, кон гласовите кои гравитираат кон центар и кон полибералните гласови, бидејќи во основа неговата поголема закана доаѓа од левица. Во моментот таму се лизгаат гласови, што значи дека реториката на ВМРО ДПМН ќе биде притисната да биде подесна, потврда. Прашање е дали без некаков национален консензус за кои лидерите вака срамежливо нешто подзбореа, па после се повлекоа на старите позиции, дали е возможно Македонија да влезе во ЕУ до 2030? Без активно учество на двете големи партии или без некаков широк консензус? Без оглед дали ќе го наречеме ние коалиција, техничка коалиција и така натаму. Спасо дуи. Значи, Whatever, како ќе го наречеме? Кој го ставил тоа на маса дека стварно е 2030 перспектива? Не. Или тоа онака, ние си го прогласивме. имам едно прашање од слушател, баш во делов за политичките партии. Богдан Илиевски вели прашање до гостинот. Дали мисли дека ВМРО ДПМН се измислувало, Ковачевски вели нарачувало анкети кои не се точни и дали сретнал барем една во која СДСМ е помалку од 5% позади ВМРО? Во изминатиот период, нели се зборувам? Бидејќи се работи за поле во кое и јас работам, не сакам да коментирам индивидуални анкети и нивна точност без да ја видам методологијата. Но сумарно да ги видиме? Сумарно, апсолутно е точно дека СДСМ плаќа политичка цена и во моментот ВМРО ДПМН води на анкетите. Дали води 3%, 4%, 5%, 8%, не можам да проценам бидејќи се појавуваат многу анкети
во Македонија кои се прават директно во PowerPoint. Се појавуваат и многу легитимни анкети. Не можам да дадам коментар за индивидуална анкета без Нема да ни да ги коментираме. погледнам, но апсолутно е тоа вистина. Според мене, тоа е и проблемот. Проблемот е што мнозинството македонци, во моментот етнички македонци, немаат доверба во сегашниот процес на пристапување кон ЕУ. А ние друга глобална стратегија за државата не сме смислиле. Добро, ние не јасно сме рекле, јасно- едно е добро, ЕУ, па точно. втора опција ни се БРИКС, трета опција ни се Русија, Кина, Commonwealth. Тајван, Комонвелт и така натаму. Ајде, аз сум... Добро, мене ми е логично тоа. Сега после 30 години малтретирање од Грција, па потоа да промениш име кое што не го прифаќаат и не го сакаат и ги малтретираат со ова северна постојано тако. И сега не тоа, ајде сега уште нешто. Како да имаат доверба луѓето? А објективно, ако ги ставиме на маса пристапните процеси, Македонија ништо не е послаба ни од Србија, ни од Црна Гора, кои 10 години преговараат. Ама Да, ќе и би- тоа е опасноста. Ние ама- ќе влеземе во ќе фаза влеземе и и ќе казваме заглавиме ништо. како Србија и Црна Гора. И што сме направили? Не, Србија и Црна Гора се на заглавени од други причини. Од кој? Србија е заглавена затоа што за да отвори ново поглавје треба да воведе санкции кон Русија. Таа никогаш нема да остори. Добро. И најверојатно никогаш нема да отвори втора поглавје. А Црна Гора? Црна Гора е заглавена заради проблемите во политичката сцена кои сега се случуваат. Пробивот на корупцијата, промените навлегувањето на 10 религијата години во е официјалната заглавено политика и така натаму. 10 години заглавено во тоа? Знаеш ли колку пари има Србија земено од структурните фондови додека Турција колку време преговара? 35 години. А тој што ги отвори преговорите, преговарачот умре. Добро. Не, Бог тоа да го прости. Окей. Бог да го прости. Прашање, што- еве, мислам сега прашање за нас да е- ставиме перспектива. Дури И да ја ја мислам прифатам- дека и добри тебе. Мислам дека прашањето со Турција и ЕУ е сосема поинакво од Западен Окей. Балкан. Тоа Дури да ја нема прифатам, споредба. да ја прифатам твојата теза дека ние ќе преговараме подолго него што вели владата. Подобро е да сме во преговори или надвор. Ме никој бе тоа не го спори, меѓутоа она што е спорно, мојата- она што е спорно е кој ќе преговара и што ќе преговара. Ја на сон не ми било дека некоја северна тамо ќе утаква нешто ќе ми се случи во животот. И се уште бугарин треба да станам. Па не. Ама не е да стануваме. Сега ова е позицијата на позицијата која ја кажува Ивица е позиција која има најголем дел од македонците. И тие настапуваат така. Ама не, И Бугарија така намерите кои настапува. ги гледаат се тие, Чекај, знаеш. дали Бугарија така настапува? Најлибералниот политичар што го збореше Као Крсти Степандорски, Мандела и Заев. Ово е Кирил Петков, нели така? Знаеш ли што отвараше во Битола тој? Окей. Знаеш ли што пишува таму кај што влегува? Значи, вака кога ќе влезеш у тоа, прво вака огромно е. Ама види се, јас одбивам да си ја дефинирам својата иднина врз тоа како Бугарија ме доживува. Ми е гајле. Ама со тоа не е се европски услов. Замисли, Европа за македонците се сведе на Каракачанов. И се како ти во кафана знам како ќе реагирам после оваа реченица, сега намерно се гризнам со јазик. Многу е, на вистина е проблематично кога ставовите на Каракачанов ти се услов за интеграција, знаете. Апсолутно. Јас малку имам прифаќам дека можеби мојот став кон ЕУ е субјективен. Јас сам себе си, за да не мора вие, се нарекувам ЕУ фундаменталист, нема никаков проблем. Не е ништо спорно. Но, што е моето мислење? Што е моето мислење? Моето мислење е дека јас не мислам дека Бугарија ќе престане да сака да не асимилира. Не мислам тоа. Согласувам. Не верувам на пораките дека нема други услови и така натаму и така. Не верувам на тоа. Јас верувам дека ние мора да се на волкот му е дебел вратот затоа што сам си ги коле овците. Јас мислам дека ние мора да зачекориме на масата на преговори и да продолжиме да се бориме против Бугарија. Сега во моментот гледаме дека најголем дел од земјите членки на ЕУ не се сојузници во таа борба. Дека ја гледаат Бугарија како будали. И мене таа позиција не ми пречи. И мислам дека заслужуваме како држава и како општество и како граѓани да влеземе на таа маса, да имаме пристап. Ние ги гледаат како будали, дај ние да не дозволиме нас да не гледаат како уште едни будали. Ете така. И будалата треба да се поддржи. Тоа е најубаво. Тоа е најпринципилниот став е. Дека мислам стварно е принципилен ставот него. Мене ова ми се допаѓа. И мене ми се допаѓа. Ги гледаат како будали, но вика, стај го будалова, него го претепа, овој. Знаеш, онака од кој ќе го претепа. Ама не обично сегде така. Јас знам во еден медиумски систем во кој функционирам, подолго време толерираат некоја будала
и на крај ќе му речат ајде пакувај си да те нема. Не, ама знаеш што? Мислам дека е погрешено. Сигурно, Лјупче. Значи да, баш така, значи они ќе речат и многу вие ги малтретирате македонците. Ај се. Нема проблем, ама сите ќе почнат да ги малтретираат, не само. Не, и сега вака, знаеш, заради тоа ќе бегате да не вика така, они вика малтретира. Управо сте што ги малтретирате. Еве, сега они затоа што вие ги малтретирате, ќе менуваат устав. Мислам. Предраг си извинувам. Петар, знам што тете. Те од аспект на Брисел тоа пак некоја глупост на Балкана, знаеш. Не само тоа. Јас само мислам дека е погрешен одговор на Бугарија има лоша политика до нас. И тука нема никаков спор. И оние кои ги прифаќаат уставните измени, и оние кои велат дека треба да зачекориме во преговорите, немаат спор околу тоа дека политиката на Бугарија кон нас е асимилаторска и лоша. Нека го кажат. Еве ти го кажувам. Ам не ти. Добро, замолам уште некој. Премиерот. Да, добро. Еве, никој тоа не го спори. Прашањето е, знаејќи го тоа, и знаејте дека Бугарија ќе ни прави проблеми во процесот на пристапување и преговори со ЕУ. Знаејте го тоа. Дали вреди да се бориме? А вреди бе како не вреди? Ако не, да се само запалиме. Ама не се да се блокираме, да се блокираме ние самите за да не дадеме шанса на Бугарија да не блокира. Борба што го правиме се. И пошто сум ве слушал многу пати во Моабетов, ќе ве вратам назад, се извинувам. Да. Знаете што е интересно? Имавме лидерска средба. И како решение од таа лидерска средба за нашите евроинтеграции излезе ај ќе правиме влада без ДУИ. Значи и како ние и ќе одиме во Европа без ДУИ. Некако дури и тој метод на функција, мислам далеко од тоа дека јас сум сега поддржувач на ДУИ, но некако многу чудно бе ова наша европска, дури консензусот за Европска унија вака оперативно на терен некако многу пазарџиски ми делува, многу ми делува ај што ќе правиме, ДУИ ќе го тргнеме од влада и ќе ни се отворат перспективи. Тоа е невозможна перспектива, не може да постои стабилна влада без албанци. Дали се ДУИ или некои други, и бројките треба да дозволат да се тргне ДУИ. Да бъде интер да има таа. Не, само тоа. Мора да има легитимитет. Албанскиот представник во владата мора да има легитимитет. Тоа победник е една теза која не знам баш дали е. Например, едно е ако ДУИ има 16 пратеника, целата друга опозиција заедно 8, а едно е ако се 14-12. Целосно сум согласен со тебе, значи, тука јасно е тука. Бројките тоа може да го зошто тргна во таа насока ДУИ? Затоа што не може да се договорат која е агендата. Агендата е како дали да се договорат за коалиција или како тоа ќе го продаваат во своето гласачко тело. Знаеш? И они се појави некаква идеја за која на почеток изреагира позитивно, за мене беше огромно изненадување што тие двајца лидери седнали и се договорили за било што, вклучително колку е саат. Дека се договорија. Беше големо изненадување. Или пред да се договараат дали да имало поише луѓе, формати, така, све. Како што им е лесно, како што ви е полесно, така нема никаков проблем. Они кажале дека не се договорили и потоа кажале зашо не се договорили. Така барем. Но, тоа што ме охрабрува е дека се отвори некаков канал на комуникација. Значи они може да не се договорат ништо и нема никаков проблем да продолжат да се среќаваат и да не се договорат ништо. Но политички инклузивен диалог мора да има. Мора да разговараат за своите разлики. Мора да разговараат за стравовите, за белешките и проблемите кои ги има ВМРО ДПМН со сегашната преговарачка рамка. Тоа СДСМ мора да го слушне, а ВМРО ДПМН мора да слушне позицијата на СДСМ зошто смета СДСМ дека сега е моментот да се зграбчи таа шанса. Тој диалог мора да продолжи. И јас сум од тој охрабрен. И нема проблем. Нека не се договорат уште 10 пати. Али нека продолжат да се среќаваат. Зашо 20 да го прават овој диалог? Што сме ние што гласаме? Ако испадне, види, ако испадне дека ако 20 луѓе тера диалог не е поема нема, ја нема да гласам ни за едните ни за другите. Не само јас, огромен дел популација. Значи, тој диалог, знаеш како се води во на дебати. Сакам представникот. Добро, ама сега плебисцитарно не може да се води. Како не може да се? Ама ти си директна демократија си. Ама не е директна демократија. Значи, они ако се договорат за се, Пеџа, политолог си, така? Договорат коалиција, така. Кој највише ќе има коалиција таа коалиција? Левица на Долгорок. И тој што ќе го тргнат, нели? Нема да го тргнат, ама добро. Значи вака, во едно општество нема да престане да има незадоволници. Секогаш.
Политичкиот пазар ќе се адаптира на новонастанатата ситуација. Веднаш. Не веднаш. Добро, има некој лак. Во прва фаза, моја проценка е дека во прва фаза авторитарноста ќе победи, ќе го победи незадоволство. И ако се спојат во МРДПМН и СДСМ, таа коалиција ќе добие еден буст, затоа што ќе помислат луѓето дека се тие сигурен победник. И првиот инстинкт на електоратот ќе биде да се приклони кон победникот. Но на долг рок, незадоволство од било која влада секогаш ќе постои. Или левица ќе биде тяр, или ќе се појави нова. Или нови опција, или нови. Да. Кои ќе бидат на работа опозиција во на Црна Гора. Да. Па партија формирана пред година дена, го победила Мило Џукановиќ. Но не првиот, ДПМН вториот велат дека избор, таа влада би била само до избори кои би требало брзо да дојдат. И пак не ми е јасно. Знам, ама се по процесот на пристапување кон ЕУ има најмалку 100 пати кога треба да се собере 80 пратеника. 100 пати ли ќе се договараат? Ама добро, сега тоа се измени кои реално нема проблем не вака, тие измени за 80 се направени. Во огромен дел. Останува само една промена на уставот последната, зашто зборуваше словенечка председателка што се избрука. Овакво кај што ќе треба, нели, и граѓани на ЕУ да може да купуваат имоти и работи на друго. Уште тоа е. Не, тоа е веќе завршено. Со втората фаза од договорот за стабилизација и асоциација и македонски граѓани во ЕУ и ЕУ граѓани во Македонија може. Да, но не е поминато. Треба да се помине тоа. Поминато е. Сега, например, треба фирма да правиш, за да Не. како не? Не можеш. За да купиш имот во Грција, фирма треба да правиш. Не, така е. Апсолутно. Така е. Апсолутно е тоа. Така е. Ве не бе веќе има индивидуалци што купуваат. Да, само мора да се пријави во Народна банка. Можеш да пријавиш дека иначе слободно. Значи останува, али нема такви работи. Значи, еве ти кажам, процесот и едно тоа, второ, нема ништо што е политички проблематично. Што доживувам јас во анкетите, извини што те прекинувам. Јас во анкетите гледам дека на луѓето им е преку глава од поделби. Луѓето добро ќе реагираат на тоа, кога ја волите, седнете, нешто сработете од својата работа. Седнете, договорете се, кажете, оваа работа сметаме дека е добра за целата држава. Оваа работа сметаме дека е лоша. Аман, доста више само го гледате политичкиот маркетинг, седнете нешто, договорите се за нас. И мислам дека на тоа електоратот генерално добро ќе. И колку трае тоа? Тоа е секако транзиторно. А политичкиот пазар не може да постои без конкуренција. Па јасно де. Прашањето е дали они можат да седнат и да се договорат за некакви види, не се само уставните измени. Значи, реформи во образование не може да се завршат за еден мандат, не може ни за два. Ама реформи во здравство. Ама тие не се инфраструктурни некои проекти. Првите две, тоа е проблемот. Значи ние мислиме дека здравството и образованието ќе се смени како резултат на преговори, нема. Буква нема за тоа. Буква нема за тоа. Не, има проблем. Нема, верувај. Значи, ќе видиме. Ние сакаме. Дај да почнеме прво преговори, ќе видиме. Ќе видиме, јас сум од таа перспектива. Од таа перспектива гледам на работите. Лако ćemo, прво. Лако ćemo. Дај полека да почнеме преговори, ќе се вратиме на почетокот на убаво ја почнавме емисијата со МПЦ. Еве и официјална потврда за сето тоа. Не ви делува дека можеби сега овие серија на настани што се случаја и оваа дипломатска офанзива, па дури ова дебата за законот за родовна еднаквост која еве ќе кулминира со протест, не ви делува некако како да е пренасочување на јавното мислење од клучните неколку проблеми во државата. Например, веќе никој не збори за оној автопат Бехтеленка и веќе никој не збори за оној договор на Ковачевски и Заев, она лидерска средба, како некоја, че не сакам да ширам теории на заговора, ама некоја серија ни се наметна која како да сака да ги покрие некои претходни настани. Можно е да е тоа дел од стратегија, не би било прв пат да се случува, но тоа што го начнуваше многу интересен феномен, кој ние го забележуваме следејќи медиуми, бидејќи тоа работиме, комуникацијски техники, а тоа е дека животниот век на тните, дури и големите, многу се скратува. И тоа е едно, и второ дека луѓето се многу позаинтересирани за забава, одошто за анализа. Например, во исто време, кога загинаа 5 луѓе на подморницата Титан, загинаа 200 луѓе во Грција на брод мигранти. И вестите беа доминирани
од што ќе се случува со Титан, на колку места, милиардерите и А така. Украина ја заборавија. А Украина ја заборавија, овие 200 мигранти кои потонаа на брод во Грција ги заборавија и така натаму. Пригожин тргна на Путин, 2 дена гледавме Ева се више никој трет, никој не го збори. Да, сега веќе избегане, што се случува, ќе го убијат, ќе го затворат, никој не знае. Така е, тоа каков ефект има на публиката. Публиката станува анестетизирана на високи теми. Значи се им поминува во еден колаж, во фаст поврат, пред нивните очи и во ниедна тема не се задлабочуваат. И тоа ќе биде проблем за формативе во кои сме ние учесници сега, кај што треба малку подлабински да се анализираат и Например, ќе станат светска економска криза 2008 година, 4 години се разговараше, се анализираше како дојде, па ова било, она било, па кредитните рейтинзи. Пред 5 дена тема беше дали Путин ќе го стисне црвеното копче со нуклеарките, сега после 5 дена никој више за тоа не збори. Исто и со македонскиве теми. Бехтел Енка, сериозен проект, 30-300 милиони евра, сериозни дебати, сериозни сомнежи, така натаму. Веќе никој не го зборува, сега се бавиме со трансджендерите, веќе недела ден. Задутре ќе има нешто ново. Мислите дека ова е проблем за демократијата? Затоа што премногу фастфуд е се ова. Секако е проблем за демократијата, бидејќи ги прави темите симплифицирани и површни. Значи, луѓето веќе почнуваат да размислуваат во саундбајти, а не во анализа и во аргументи. Кој саундбајт ќе ви фати прв од Сабајле со кафето, така ќе ви помине денот. Ние за тоа на Сабајле ставивме. Добре. Саундбајт да биде прв. Навистина е проблематично и го гледам, нели ние сме медиум мултифункционален, и радио и портал, и она што го гледаме исто така е дека она од завчера веќе денес е џабе и да го преджвакуват и така натаму. Али ова што со протеста вече ќе остане. Тоа е таа тема, гледаш, на запад е 20 години, овдека почнува ќе тера. Види, и таму не е завршен. Ќе тера се додека не се најде некакво законско решение, после уште недела дена некој ќе збори против него и после попоите пак у недела ќе се вратат од црква, а овие пак ќе се вратат на проектите и грантовите што се од друга страна и така ќе си тераме сите среќно. Ќе остане вака. Мислам, не замина во многу поразвиени општества, дебатава не е заклучена. Предраг, ти благодариме нешто за крај, ако останавме недокажани или останавме должни. Не. Се што сме останали должни ќе се вратиме пак. Да, ќе бидеме достапни на слушателите уште еднаш. Почитувани слушатели, ние полека се движиме и кон крајот на оваа сезона, негде кон средината на месецот ќе треба да го затвориме Дуќанов. Нема да работиме до септември. Ќе го оставиме на милост и немилост на социјалните мрежи и на порталите, затоа што на летно време, па да и политичари сега најдоа, нели све се дешава нешто кога ние се спремаме за одмор. Навистина е многу неблагодарно и кон нас, наместо да гледаме понуди, да се пазариме со туристички агенции, ние сега треба МПЦ да ги следиме и LGBT Скопје што ќе кажат, а навистина секој од нас има и попаметна работа, тоа зарем не Ивица? Па има. Некој нема. Некој нема по смислува закони што ќе не поларизира и така натаму. Останете со 107,4, уживајте во денешниот ден, почитувани слушатели, малку е посвежичко надвор, тоа е една, како да кажам, последна припрема за жештините кои следат и кои ќе не држат до септември, до кога ќе мора да хибернираме.